Класичниот обид за да се дефокусира од клучното прашање што се одвиваше на минатата седница, тоа е дека конечно од 1971 година до сега за прв пат комплексот на железарница Скопје ќе започне да плаќа вода. Обидот е омилениот тајкун на ВМРО-ДПМН е да се стави дефокус. И оваа историска одлука која што ја донесе Советот на град Скопје на изминатата седница се обидуваат со разни спинови во текот и на викендот и во текот на денешниот ден советничката група на ВМРО-ДПМН и ДПМН општо да дефокусираат јавноста од таа одлука која што ја донесе Советот на градот Скопје. Станува збор за промена на партиските кадри кои што инсталации кои што ДПМН ги имаше инсталирано во управните и надзорните одбори на јавните претпријатија и институциите кои што се под ингеренција на градот Скопје. Во одлуката која што ја носеше Советот на град Скопје се случи за прв пат професионалната администрација дел од градот Скопје да земе учество во надзорниот и во управниот дел во институциите под градот, така што очигледна е болката нивна, да речам, што едноставно повеќе не се факторот за носење на стратешките одлуки во градот. Секакви импутирања за некакви незаконитости и недоследности не се ништо друго, току ширење на лажни вести, ефтин популизам, промоција на примитивизмот или продолжување на примитивизмот во политиката, што е нешто што резултираше со појави какви што ни се случува во текот на изминатата година. Ќе останеме фокусирани на ангажманот кој што го имаме во изминатиот период и нема да подклекнеме на овој ефтин популизам на ДПМН. Добро, значи ги имаат биографиите доставено, знаат за кого ќе гласаат, кои ќе бидат овие управни одбори, да или не? Сам малце обширно ни го одговорите. Апсолутно се познати луѓето за кои што се гласа. Сите луѓе ги задоволуваат законските стандарди. Тоа е нешто на кое што беше и наш императив кога се правеше, да речам, кога се составува списоците. Се друго е во рамките на вообичаената пракса при избор на членовите на управните и надзорните одбори. Дали има биографија уште прашање, дали се партиски кадри на СДСМ? Значи, веќе кажав, мислам во претходниот одговор, дека дури и делови од администрацијата на градот Скопје се вклучени во тој процес. Она што дали има и партиски кадри, има и партиски кадри, меѓутоа не се исклучиво партиски кадри. Сепак дозволете дека довербата е дадена на едно друго политичко мнозинство и тоа политичко мнозинство треба да одговара за работата на јавните претпријатија и општо на градот Скопје. Тоа што ги заменивме партиските послушници на ДПМН не значи дека е крај на светот.